Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. До 1 јули трае рокот во кој земјоделците можат да поднесат барања за добивање субвенции за своето производство во текот на оваа година. Барањата се поднесуваат електронски преку веб страницата на платежната агенција или пак со пополнување барање во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој ги потсетува земјоделските производители дека се уште тече јавниот повик за поднесување апликации за добивање финансиска подршка во земјоделството. Крајниот рок за доставување на барањата е 1 јули, а сите заинтересирани апликациите можат да ги поднесат електронски со пристапување на веб страницата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, односно на www.ipartpa.gov.mk во делот е-барање. Од агенцијата додаваат дека барањата за мерките за растително производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барањата пак за сточарско производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во фарм регистарот со состојба на денот на поднесување на барањето. Пред да се достават барањата за субвенции, земјоделците треба да ги ажурираат податоците со цел да имаат точни и целосни информации во сите системи од каде што агенцијата ги презема овие податоци. Потоа, преку пристапување на веб страницата на платежната агенција, електронски може да се поднесат барања за субвенции со регистрирање во системот со кликање на банерот директни плаќања е-барање. Земјоделците кои не знаат да ги пополнат барањата или имаат потреба од помош при создавање на електронски барања, можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Од агенцијата појаснуваат дека по електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат примерок и да го потпишат своерачно и да го испратат по пошта на адреса на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството. Се препорачува апликантите кои ќе побараат помош од вработените во подрачните единици пред да ги потпишат барањата да проверат дали се точни внесените информации за сите податоци и култури. Доколку се утврди дека е направен пропуст или се впишани погрешни податоци, барањето може да се повлече или измени во рок од 30 дена од денот на поднесувањето. Во 4 основни училишта во општина Виница следната учебна година ќе почнат 113 правачиња. Следната учебна 2024-2025 година во општина Виница ќе почнат 113 правачиња, но од локалната самоуправа истакнаа дека бројот до септември ќе варира. На територија на општина Виница се наоѓаат вкупно 4 основни училишта, од кои 2 се лоцирани во градот, а останатите 2 се во селата Блатец и Драгобраште. Во основното училиште Славчо Стојменски запишани се 54, во Гоце Делчев 48, во Никола Парапунов 7 и во Кочо Рацин 4 правачиња. Уписот за правачиња е веќе завршен кај нас. Ние има некои ученици кои што не се успеале сега во период месец мај да дојдат, ние крајот на средината и крајот на август ги запишуваме, или тоа генерално е завршен уписот на правачињата. Бројката, пошто ние имаме 2 подрачни училишта, бројката е некаде околу 50 ученици. Според 18 година е исто. Бројот на деца е тука некаде. Не е намален. Во учебната 2023-2024 година во општина Виница беа запишани 104 правачиња и при тоа од локалната самоуправа добија еднократна парична помош во висина од 3000 денари. На подрачјето на шумската подружница Плачковица од Виница во текот на минатата година искористена 1/3 од предвидениот сечев етат. Согласно законот за шуми пак, пошумување не е реализирано. Од вкупната дрвна резерва на територијата на општина Виница, која изнесува над 3.200.000 кубни метри и сечив етат од 45.000 метри кубни дрво, во текот на минатата година биле искористени само околу 1/3. Од подружницата Плачковица на јавното претпријатие Национални шуми истакнуваат дека исечени се нешто повеќе од 14.000 кубни метри, од кои како техничко дрво 6.600, а дрво за огрев 7.500 кубни метри. Дополнително во приватните шуми е регистрирана легална сеча на уште околу 7.600 кубни метри, главно огревно дрво.
Со тоа вкупната дрвна маса што е исечена и од подрачјето што е под надлежност на подружницата, како и од приватници изнесува над 21.700 метри кубни. Согласно врските што шумската подружница Плачковица од Виница ги има со законот за шуми, во текот на целата 2023 година не било реализирано никакво пошумување. Немало ниту појава на пожари на површините со шуми со кои таа стопанисува. Освен нелегалната сеча во шумскиот појас, штета врз дрвната маса предизвикува и присуството на така наречениот боров четник, особено на локалитетите Бандера и Кале, каде има засадено зимзелена шума. На останатите локации штетата е нешто помала. За заштита на шумите во дело од реоните што се под надлежност на подружницата, во текот на 2023 година биле ангажирани 4 шумочувари. Во останатите делови пак организирани се акции во зависност од потребата. Во Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата «Визии глава полна со луѓе» од авторот Родолюб Анастасов. Проектот е во склоп на превземени изложби 2024 година. Во салонот Фојеје 1 при Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата «Визии глава полна со луѓе» од авторот Родолюб Анастасов. Представените дела се изработени во техниката молив во боја на хартија, создавани во периодот од 2016 до 2022 година. Автор и куратор на ликовната изложба Јасминка Намичева, која истакна дека осмислениот уметнички проект произлегол од драматичните настани и состојби во животот на уметникот што се случувале во 2008 година, кога животните потреси што ги доживеал Анастасов ја промениле неговата животна позиција од сите аспекти. Идејата за оваа изложба всушност беше да прикажеме дека човекот во својот живот се среќава со секакви ситуации, тие ситуации ги надминува и токму заради тоа прашањето кое што Родолюб Анастасов често пати го поставува и себе си и како автор во уметноста, а тоа е што представува човекот, какво битие е човекот. Се надеваме дека тука еве со оваа изложба Родолюб Анастасов се обиде да даде некаков одговор на тоа свое постојано прашање. Од 2016 година до сега многу изложби. Во текот на оваа година имаме уште една изложба која што претходно ја реализиравме, тоа беше изложбата на Владо Ѓоргиевски, а до крај на годината се надевам дека ќе успееме барем уште една од трите останати патувачки изложби да донесеме тука, секако со голема поддршка од вработените во Домот на култура и се надевам дека таа наша соработка и понатака ќе продолжи. Ликовната изложба «Визии глава полна со луѓе» од авторот Родолюб Анастасов е патувачки проект поддржан од Министерството за култура и е во склоп на превземени изложби. Општина Чешиново Облешево го објави повикот за пријавување на спортски екипи за 52-то издание на Илинденските спортски игри. За победниците обезбедени се парични награди. Општина Чешиново Облешево ќе биде домаќин на Илинденските спортски игри, што годинава ќе се одржат по 52-ри пат. Пријавувањето на спортските екипи е до 1 јули, а потоа ќе биде организирано изждребување, пошто надпреварите се очекува да почнат на почетокот на следниот месец. Организацијскиот одбор испрати повик до сите местни заедници во источниот регион да ги известат заинтересираните екипи од нивните места да се пријават за учество на надпреварот. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево и годинава обезбеди награди. Првопласираната ќе добие 120.000 денари, за втората екипа обезбеден е износ од 50.000 денари, а ќе биде прогласен и најдобриот играч на надпреварот. Финалето ќе се одржи на празникот Илинден 2 август, а организатор на традиционалниот настан е општина Чешиново Облешево.
Минатата година на турнирот учествуваа 6 спортски екипи, а фудбалерите на Жиганци беа неуспешни и го освоија победничкиот пехар. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Следете на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.